Грчката опозиција во однос на договорот од Преспа со слична стратегија, односно партиски став како и опозицијата во Македонија, решението за деценискиот спор за името нема да ја добие нивната поддршка. Председателот на најголемата опозицијска партија во Грција, Нова демократија, Киријакос Мицотакис, во интервју за Белградската политика, тврди дека пратениците од неговата партија нема да дадат поддршка за договорот во грчкиот парламент. Јас како и Нова демократија немаме намера да гласаме во полза на договорот, во овој или во било кој друг парламентарен состав. Се работи за принцип. Комбинацијата на името Северна Македонија, македонски јазик и етничка група е крајно проблематична и ова не се однесува само на Грција, туку и на другите држави од регионот. Во сензитивен регион како Балканот сите прашања за иредентизам мора да бидат затворени. Нашата партија верува дека ова не е постигнато со договорот од Преспа. Договорот би се нашол пред грчките народни представници во моментот кога во Македонија ќе бидат целосно имплементирани уставните измени предвидени со договорот. Во Македонското собрание, Комисијата за уставни прашања веќе ги усвои 4 нацрт амандмани. Со освојување на 4-тиот нацрт амандман заврши расправата по нацрт амандманите на Уставот и тие се испраќаат на пленарна седница која пак е закажана за 1 декември 2018 година. Расправата по амандманите во комисијата почна на 7 ноември и беше предвидено да трае 12 дена, односно по 3 дена за секој од предложените амандмани. Утврдувањето на нацрт амандманите на Уставот од страна на собранието е втора фаза од постапката за измена на Уставот, а се утврдуваат со апсолутно мнозинство или 61 глас, пошто тие одат на јавна расправа. Нацрт амандманите произлегуваат потребата за имплементација на договорот од Преспа меѓу Македонија и Грција, а според премиерот Зоран Заев заслужуваат поддршка од сите пратеници во име на ЕУ интеграциите и новата политичка реалност. Конечната одлука за освојување на амандманите се носи со двотретинско мнозинство или најмалку 80 гласа. За амандманот на преамбулата на Уставот, освен двотретинско, потребно и бадентерово мнозинство. Но и покрај тврдењата на грчката опозиција, грчкиот премиер Алексис Ципрас, кој се бори за поддршка на договорот и внатре во коалицијата со партијата Независни грци на Панос Каменос, во неколку наврати потенцираше убеденост дека штом договорот биде целосно имплементиран во Македонија, истиот ќе добие зелено светло и во Грција.